Малешнет вести. Од куќа до куќа за парче лепи чашка ракија, вака ќе ја помине бадниковата вечера 70 годишниот бездомник од Беровско двориште. За него ова е само уште еден бадник без бадникова трпеза и топло огниште, но со голема беда што се струполила врз неговите неаки плеќи. И оваа вечер, како и секоја претходна, спората реакција на институциите ќе ја покријат неговите соселани. Од црквата немаме таму топол оброк, може ако дојде дома кај мене, кај комшијата, кај некој друг, да му даде лепче и така, друго нема што да му се помогне. И кој да иде, нема никој да го врне назад, секој ќе го понуди што има од дома, да апне, да пиене и така. Откако ТВ Стар ја објави приказната за старецот и под притисокот на црковниот одбор од селото, се здружија локалната власт и Центарот за социјални работи за да го решат проблемот со бездомникот во двориште, но има сериозна пречка. Бездомникот не го сака никој, па ни неговите подалечни роднини. Еве, за жал, тие не прифаќаат старателството да го дадат контактите лица, а заради тоа пак што се обременети со имот и тој имот се уште не е предаден на државата, е една пречка која не може да овозможи да ние ги сприниме, ги заштитиме. Сега општината си презела обврска да го смести во куќа во Берово. Колку државните институции не можат да ги примат, ние како локална самоуправа ќе се потрудиме да ги сместиме во некои станови кои ние ќе ја плаќаме киријата, а за останатото се надевам дека преку Центарот за социјални работи ќе обезбедиме храна и преку Народната куња ќе обезбедиме храна да сепак граѓаните се чувствуваат згрижени. Преселбата на старецот Стојан во новиот дом во Берово, Центарот за социјални работи ја најавува по празниците. Оваа добра вест од институциите влева надеж дека има крај за голготата на полуслепиот и полуглувиот бездомник Стојан од двориште. Тој сега треба само да стегне душа и да не дозволи да измрзне во суровата зима во Малешевијата, додека не завршат бирократските процедури.